Планинарското спортско друштво Орле и годинава го организира традиционалното искачување и логорување на врвот Дудица. Акцијата Дудица 2018 годинава се организира за на 23 и 24 јуни. Овие два дена ги посветуваме на природата, планината, врвот и убавината на Македонија, велат од Орле. Опремата за секој од учесниците е задолжителна, доколку не се следат упатствата на водичот, секој сноси одговорност за себе, потенцира председателот на Орле Никола Минчоров, според кој повторно се очекуваат околу 150 учесници. Акцијата Дудица 2018 се организира по пети пат. После работењето на Алшер 2018, сега е наред Дудица 2018. Таа е едина акција наша на Орле, што е акција со логорување. Тоа значи дека на 23 и 23 се тргнува од летовалишто Михајлово, се ночева на Дудички колиби, утре во недела на 24 се качуваме на врвот Дудица 2150 метра надморска висина. Ова активност не важи само за членовите на ПСД Орле, ова активност важи за сите наши граѓани од Кавадовци кои сакат да учествуваат и да бидат во природа. Тоа се нашите познати тиквешки топтаџи, исто така овие джипови што имат и пробат нивните джипови нагоре како изгледа. А ако сакат да логоруваат со нас, ми сме спремни. Тоа значи на 23 навечер сабота на местноста Дудички колиби се прави логор, на кој логор се ночева во шатори. Тоа значи секој учесник треба да понесе шатор, подметач, врече за спиење или цела камп опрема. А утре со Вајле, познатиот наш Звонко Вулканизер, прави една добра чорба позната, таму на лице место, чорба во казанче на синџир. Тоа ќе биде за сите. Една мала котизација ради преозот на потешките работи, че треба да се уплати секој учесник, тоа е околу 150 динара. Значи шаторите, подметачите, вречите да ги носиме на грб 4,5 сата, со нашите возила горе да се однесат. Врвот е прекрасен затоа што се наоѓа на добра надморска висина, негде реков 2150 метра надморска висина. Од врвот од друга страна се гледа прекрасниот дел на егејскиот дел на Македонија. Тие селата се гледа, добар поглед. И после тоа е планината прекрасна, бидејќи има на секое место вода за пиење и природа. По правило секој учесник се носи својата одговорност, нели? Не можеме ни за сите да сносиме одговорност и кој се осеќа способен. Ни прогнозата ја пратиме, можеби некош прогнозата изненадува, бидејќи минатата година наредба падна таму, врвот да не се освои. Наеднаш лошо време, улици 300 чуда и моравме да се вратиме. Само едно логорување направивме. Ова година по се изгледа че не послужи времето, па ќе видиме како ќе се одијат работите. Ако биде лошо време пак, по наши правила нема напред, нема да се качуваме. По наша евиденција негде сега се негде околу 150 по наша евиденција, па ќе видиме како ќе биде. Не знаеме се уште. Планинарењето е предизвик и за младите. Ангела Милева во кратки црти раскажува како овој спорт делува позитивно, но и дека акциите сами по себе како зависност кон природата и убавините се редат една по друга. И Ангела ќе биде дел од екипата која ќе се качува на Дудица. Планинарството го препорачува на своите врсници. Точно пред 3 години имаше на социјалните мрежи евент за Дудица, баш организирано со логорување. Сега јас како љубител на логорување на природата се одлучив да присуствам повеќе од радозналост. Така што од овде се јави и љубовта кон планините, кон освојувањето на врвовите. Освојувањето на врвовите, односно целта на планинарењето не е само да се освои, туку и да се ужива и во дружењето и во природата. Па од тогаш, односно од 2017, точно до 2018, сум активен член на Планинарското спортско друштво Орле, со точно освоени 6 врвот, кој најголем предизвик беше и последниот пат Титоврв на Шар планина, нели? Сега, што значи планинарење? Да се бави со планинарење значи да се запознаат и убавините на татковината, да се подобри нели здравјето, да се прошири кругот на пријателства, да се ужива, односно дружбата нели најважна.
или па доколку сакате да го подобрите расположението, исто така помага во намалување на стресот, на нервозата. Може да се присуствува на секој, нели го препорачувам на стари, на млади, на депресивни, на антиспортисти, секој кој си бари изговор да не дојди, да не планинари, значи може. Пред стартот за подготовките околу Дудица 2018, Орле имаше успешно завршена акција како дел од тимот Алшар, патеките според планот реализирани без пропусти и грешки. По трети пат успешна акцијата беше. На нашите две стази планинарски, едната од 22 км големата стаза и едната од 6 км малата стаза, присуствува негде околу 350 планинари. Успешно немавме никакви инциденти, на време се помината, а претходно имавме многу припреми. Цели 2 недели работевме на стазата да биде безбедна, со маркации, со ознаки, со 300 чуда, значи се беше уреду. Неполни 2 недели остануваат до реализацијата на новиот предизвик Дудица 2018. Сите заинтересирани можат своето учество да го пријавуваат во просториите на Орле најдоцна до 19 јуни, вторник.